Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Успешна 2022 за општина Охрид е оценката на градоначалникот Пецако. Повеќе од 2000 новогодишни пакетчиња за охридските дечиња. Празнична еуфорија во Струга и Вевчани. Замина фудбалската легенда Пеле. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во поголемиот дел од денот времето претежно сончево со локална облачност и топло со измерени максимални 10 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота умерено облачно и магловито. Утре на централна, источна, југоисточна и јужна Европа претежно сончево со локална облачност и надпросечно топло време за овој период од годината. Во западните, северозападните, североисточните делови од Европа умерено облачно и нестабилно време, ке има врнежи од дожд проследени со засилен ветер. На Балканскиот полуостров во сабота времето претежно сончево со локална облачност, но релативно топло. Локално на централните, источните и јужните делови од полуостровот умерено облачно време. Максималните дневни температури на Балканот во сабота од 10 до 16 степени. Во Македонија, во утринските и предпладневните часови од последниот ден во годината, по котлините појава на магла. Во текот на денот, умерено облачно време со сончеви период. Топло за овој период од месец декември, ќе дува и до умерен слаб северозападен ветер. Минималните температури од -3 до 4, максималните во Македонија утре од 9 до 15 степени. Во Охрид во сабота времето умерено облачно со сончеви периоди и топло со слаб западен ветер, минималната 2, дневната 11 степени. Во недела и понеделник студено утро, температура од -1, односно -2, во текот на денот времето претежно сончево со локална облачност со температура од 10, односно 9 степени. Во вторник умерено облачно време со сончеви периоди и температура до 10 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Овој декември сладки изненадувања со Тамаро и Витаминка. Сладок декември за најсреќни празници. Многу сладки изненадувања, подароци и награди на Супер Радио. Уште и изненадувања за нашите најмлади пријатели од детските градинки и многу насмевки за најубава нова година. Сладок декември со Тамаро и Витаминка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Успешна 2022 година за општина Охрид е оценката на градоначалникот Кирил Пецаков за годината која е на заминување. Локалната успеа да се справи и да реализира проекти и покрај сите предизвици со енергетската и економската криза. Пецаков нема таква оценка за работата на ЗИЛС, за која вели можевме да реализираме повеќе ако се изборевме за поддршка од централната власт. Годината на заминување е успешна за локалната самоуправа, вели Кирил Пецаков, градоначалникот на Охрид. Година која одбележа сериозна економска и енергетска криза за граѓаните и за функционирањето на локалната самоуправа. Градоначалникот има позитивна оцена за успешно сработените планирани проекти во 2022 година. Прво предизвикувачки само по себе е да бидеш градоначалник на Охрид, кој што е град со голема традиција и град во кој што треба многу да се работи за да се смени сликата и перцепцијата генерално за повеќе работи, а секако и за она кое што е за нас основна работа и кое што го нудиме и живееме сите на еден или на друг начин, а тоа е туризмот. Од друга страна, градоначалникот на Охрид како член на управниот одбор на заедницата на единиците на локалната самоуправа нема позитивна оцена. Не успеавме да се избориме за навремено да добиеме помош од централната власт, се боревме за локалните самоуправи, за општините и граѓаните. Имавме доста проблеми во снабдувањето на електричната енергија, подсетува Пецаков. Имавме проблеми со снабдувањето, па се сформираа нови јавни предпријатија кои што беа пуштени на регулиран пазар во основа на законите на кои што ги имаме во Република Македонија, по бројката на вработени и по обартот кој што го прават на годишно ниво, па понатаму беа вратени, не му се дозволуваше на оние кои што беа поставени за директори да полагаат за директорскиот испит, а со тоа и да останат без лиценци, одземани беа ингеренции во образование, цените на електричната енергија, посебно за јавните предпријатија кои што се занимаваат со вода и прочистување на отпадните води, исто така цела година на милост и немилост. Јас ќе кажам како генерално неуспешна година на ЗЕЛС. Управниот одбор на ЗЕЛС немаше состаноци кои требаше да ги свика председателката Данила Арсова, а оние состаноци кои ги организирале биле од членовите на управниот одбор за кои што требало да се обезбеди еднотретинско мнозинство. Можевме многу повеќе проекти да реализираме ако имавме поддршка која како локална самоуправа треба да ја добиваме од централната власт, напоменува Пецаков. Градоначалникот сепак има надеж дека 2023 година ќе донесе поубави моменти и реализација на бројни зацртани проекти за добробит на граѓаните од општина Охрид. Повеќе од 2000 новогодишни пакетчиња за охридските дечиња. Централната манифестација во рамки на караванот Пакетчиња за сите дечиња е вечерва на градскиот плоштад. Многу изненадувања, награди, дружење, забава и музика најавуваат организаторите. Додаваат дека ќе имаат нови активности, нови пакетчиња и за божикните празници. Пакетчиња за сите дечиња. Хуманитарна иницијатива која сочинуваат повеќе од 50 на ентузијасти веќе трета година поред буди среќа и насмевки кај дечињата од регионов и го разубавува пред новогодишниот период. Охридскиот Дедо Мраз Вика Кароцки вели дека подготовките за централната манифестација поминале во најдобар ред, во добро организирана атмосфера, сместени се во посебно катче во комплексот Касарна, кој периодов го користат за спремање на поклоните. На 2000 новогодишни пакетчиња се наменети за дечиња кои вечерва ќе присуствуваат на главниот настан на градскиот плоштад во Охрид. До денешниот ден, кај што ќе биде главниот настан во центарот на градот во 19 часот, кај што ќе поделиме 2000, може и 2500 пакетчиња на сите што ќе се присутни. Настанот ќе биде музички настан, ќе имаме посета на хор, имаме и водител, имаме и све, и на крајот од сето тоа, да речам во ќе завршат сите тие манифестации, ќе пробаме на брз и ефективен начин да ги поделиме пакетчињата. Караванот Пакетчиња за сите дечиња за поклоните се подготвуваше цел декември. Првично ги израдуваа лицата со посебни потреби и децата од руралните средини. Само изминатиот период посетиле повеќе општини од регионов и на дечињата им поделиле повеќе од 1000 новогодишни пакетчиња.
Вик е задоволен за тоа што приказната се шири и се повеќе млади се вклучуваат, го препознаваат и прифаќаат волонтерскиот дух. Се на све само низ Македонија имаме некои 30 луѓе што ни помагаат, што примет, што му праќаме не пакетчи на покарго, тие што ги делат и што се случуваат и таму нештото. Овдека имаме дури список што водам јас некоја вид на евиденција. Се запишале до сега различни 50 активисти, од кои имат од 12 годишна возраст до 35 годишна возраст. Најактивни се некаде околу 15 луѓе, што сум многу среќен искрено за тоа да ти кажам, зашто тоа е нештото кое го движи проектов, значи немој ова сам никој да му да го направи. И многу ми е мило што и децата виделе, препознале каде е волонтеризам, кај може да се направи нешто добро за некого и дошле и ни поможеле овдека во пакетчина сите дечиња. Иницијативата има голема поддршка од општина Охрид, од општествено одговорни компании, организации и поединци. Акцијата со донирање ќе продолжи во наредниот период, најавуваат нови подароци за сите дечиња и за време на божикните празници. Успешно заврши реализацијата на есенскиот циклус на програмата Полетарче на Црвен крст за подготовка на деца за училиште. Оваа програма ја посетуваат дечиња од 3 до 5 годишна возраст кои се уште не тргнале на училиште, информираат од Охридскиот Црвен крст. Успешно заврши реализацијата на есенскиот циклус на програмата Полетарче, програма за подготовка на деца за училиште во организација на Црвен крст Охрид. Оваа програма ја посетуваат деца од 3 до 5 годишна возраст кои се уште не тргнале на училиште. Дечињата кои во претходните 3 месеци ја следеа програмата има единствена можност преку игра, забава и дружење да ја развиваат и јакнат самодовербата, да стекнуваат вештини важни за успешно извршување на училишните задачи преку креативни вежби за броење, помнење и концентрација, вежби за размислување, вежби на графомоторика, на фина моторика, вежби за осознавање и разбирање на просторните и временските односи, вежби за говорот, јазична и математичка писменост, социоемоционални вежби, вежби за насочување и одржување на вниманието и друго. На последниот час од страна на тренерот на оваа програма на децата им беа поделени сертификати за следење на програмата Полетарче и новогодишни подароци. Новиот пролетен циклус на Полетарче, програмата за подготовка на деца за училиште, ќе започне во февруари 2023 година, информираат од Црвен крст Охрид. Празнична еуфорија се чувствува во туристичките центри, во Струга и Вевчани, Накитено и Раздвижено. Се организираат новогодишни базари со хуман предзнак за помош на најранливите категории. Празнична атмосфера во Струга и во Вевчани. Во двата туристички центри деновиве Раздвижено и Накитено. Во Струга се поставени елки на солидарноста и желбите, организирани и новогодишен базар на ракотворби, а собраните средства се наменети за најранливите категории. Овој предпразничен настан е во организација на Струшката женска група со поддршка на бизнис секторот и општината. Се што ќе се собере како донација тука, дали храна, дали украси, се што ќе оставиме на елката на солидарноста, ќе биде предадено за тие цели понатаму околу божичните празници да се поделат на семејствата каде што е потребно. Целта на новогодишниот базар збогатен со музика е сеење радости и насмевки кај најмладите. Од Струшката женска група за идната година најавуваат помасовна организација. Имаме некоја иницијатива годинава да започне базар на дел од локалните изведувачи на рачни изработки, за кое се надеваме дека до година ќе прерасне во нешто поголемо, ќе трае повеќе дена и ќе биде традиција. Дедо Мраз пристигна и во Вевчани и ги израдува децата со подароци. Најмалата општина во земјава традиционално очекува бројни туристи за новогодишните празници. Како и секоја година, очекуваме посетеност. Вевчани веќе дише во духот на новогодишните, божичните празници и се разбира како шлак на се тоа Вевчанскиот карнавал ни доаѓа веќе 13 и 14 јануар. Во Струга викендов има голем број туристи. Најголемиот дел од нив се домашни гости и традиционално печалбарите кои празниците ги минуваат во родниот град. Почна празничната атмосфера во градот на мостовите. Многу раздвижено, накитено и весело. Голем број граѓани се подготвуваат за дочекот на новата година.
Конкурс за најдобра беседа 2023 во пресред на манифестацијата Прличеви беседи, Националната установа библиотека Григор Прличев од Охрид распишува конкурс за избор на најдобра беседа посветена на патронот Григор Прличев под наслов Прличев и ние. Во пресред на манифестацијата Прличеви беседи, Националната установа библиотека Григор Прличев од Охрид распишува конкурс за избор на најдобра беседа посветена на нашиот патрон, големиот поет и преродбеник Григор Прличев под наслов Прличев и ние. На конкурсот може да се пријават сите млади од Охрид и Деберца од 15 до 30 годишна возраст. Беседата не смее да биде поголема од 3000 зборови, треба да е напишана во фонт Ариел 12 и не смее да има политичка, етничка и верска содржина, туку треба да носи универзална порака за мир, љубов и соработка. Беседите треба да се испраќаат исклучиво под шифра, авторот треба да ја наведе само возраста и следната имейл адреса. Конкурс за најдобра беседа е gmail.com. Конкурсот е отворен од 31 декември 2022 до 25 јануари 2023 година. Шифрите на трите наградени беседи ќе бидат објавени најдоцна до 2 февруари 2023 на веб страницата на библиотеката, социјалните мрежи, веб порталите, радио и ТВ медиумите. Наградите на најдобрите тројца автори, кои со посебен примерок ќе го докажат авторството, ќе им бидат враќени на манифестацијата Прличеви беседи 2023 во организација на Националната установа библиотека Григор Прличев Охрид. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Кога земја со 1,4 милиарди жители нагло ќе прекине речиси 3-годишната нула ковид политика, никој не се сомневаше што ќе се случи. Ниското ниво на имунизација заедно со слабиот природен имунитет доведоа до експлозија на нови случаи на COVID-19 во Кина, која најави укинување и на рестрикциите за патување во странство. Токму затоа многу земји од Западот, но и од нејзиното соседство воведоа задолжително тестирање на патниците кои пристигнуваат од Кина, а некои како Италија бараат и PCR тест и неколкудневна изолација при случај на позитивен тест. Европските земји, освен Италија, не се премногу загрижени. Кај многу од нив податоците покажуваат дека стотици илјади заболуваат на неделна основа, но европската популација е добро заштитена со неколку дози вакцини и цврст природен имунитет создаден после неколку заболувања. Најмалку 30 деца починаа во Велика Британија од инвазивна стрептокока А од 19 септември до сега, објави BBC. Од тој датум 122 починале во Англија од инвазивна форма на бактериска инфекција, според британската здравствена агенција. Меѓу загинатите има 25 лица помлади од 18 години, а уште 3 смртни случаи на деца се потврдени во Северна Ирска и Велс. Светот се простува од Пеле. За многумина тој беше најдобриот фудбалер на сите времиња. Почина во својата 82 година. Едсон Арантес до Насименто во текот на активната кариера стана светска фудбалска легенда. Ти беше гений кој го магепса светот, магионичар со топка на ногата, вистинска легенда. Ова беа зборовите со кои Пеле се прости со писмо од Марадона откако аргентинецот почина во ноември 2020-та. Слични проштални зборови за Пеле, својот некогашен пријател и ривал, веројатно би избрал и Марадона. Пеле, кој беше 20 години постар од Марадона, беше првата фудбалска суперзвезда. Бразилецот уште беше и единствениот фудбалер кој 3 пати освојуваше титула на светски првак. Не само што беше избран за најдобар фудбалер во светот, беше прогласен и за спортист на 20-тиот век. Имаше многу здравствени проблеми. По операцијата на колкот во 2012-та дојде до компликации, му беше отстранен камен во бубрегот, а во 2021-та и тумор на дебелото црево. Речиси и воопшто веќе не се појавуваше во јавност. Тој од секогаш беше крал и импресивна личност, а сега веќе не може ни да оди нормално. Тоа на јавноста во февруари 2020-та и го откри неговиот син Едсон. И затоа се повлече, се срамеше. Освен тоа откри дека неговиот татко страда од депресија, што Пеле непосредно потоа решително го демантираше. Снежната бура која го погоди американскиот континент целосно ги обви во мраз куќите покрај езерото во Онтарио. Жителите на заедницата Форт Ири
изјавија дека за време на невремето брановите ги погодили ѕидовите на куќите пошто се формирал вистински леден град. Огромно количество вода удирала во ձидовите на куќите која веднаш замрзнала. Заедницата се наоѓа западно од округот Ири, Њујорк, каде историската снежна бура веќе однесе повеќе од 30 животи. Во Форт Ири температурите во текот на ноќта за време на бурите паднале на едноцифрена минус околу 20 степени под просек за овој период од годината. Интересен факт е дека овој крајбрежен град во округот Форт Ири се вика Кристална плажа, а ниските температури и снегот што туку создадоа кристални куќи. Мразот кој се насобрал на куќите бил дебел најмалку 30 сантиметри, а жителите биле загрижени за штетите на куќите. Температурите во Форт Ири се очекува да се искачат на околу 20 степени над нормалата, што пак може да доведе до брзо топење и акумулација на вода. Тоа е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Довидување.